Мерима Јунузовски, 37 години, се движи со помош на количка. Секојдневно се соочува со потешкоти кога треба да стигне до некоја институција каде нема пристапни рампи, а такви имало многу. Незиното движење го попречуваат и лошо изведените повисоки тротоари и раскрсници. На секој корак наидувам на некоја бариера. Најмногу и пречат несовесните возачи. Ќе снимите сега надвор, баш еден паркирал, што е најтрагично со налепница. Паркирана рампа каде што јас треба да се качам. Пристапните рампи се само еден од проблемите на лицата со хендикеп кои се посочени во извештајот на движењето Полиоплус. Проблемите се, зборувам системски. Кога зборуваме за, например, инклузивноста во образованието, ние мора да имаме во предвид пристапноста, достапноста. Овој извештај е комбинација на примарни и секундарни извори е надополнет со примери кои треба да ја промовираат размената на искуства и учењето од сопствени грешки, а исто така и од меѓународни искуства со надеж за иницирање на акција. Извештајот на Полиоплус треба да послужи во подготвувањето на првиот државен извештај за напредокот на Македонија во спроведувањето на Конвенцијата на Обединетите нации, која беше ратификувана годинава. Министерот за труд и социјала е свесен дека состојбите не се идеални, но се работело на нивно подобрување. Многу уште што повеќе да се направи, не се само пристапните рампи предизвикот со кој што треба да се соочиме, навистина треба да се постигне целосна општествена инклузија на овие лица. За спроведување на конвенцијата во пракса ќе биде задолжено национално мултисекторско координативно тело во кое е вклучен и граѓанскиот сектор. Дополнително ќе се направат акцијски планови со конкретни мерки и рокови за нивна реализација, за да се подобри животот на лицата со инвалидитет. Статистиката покажува дека 10% од популацијата во Македонија има некаков хендикеп.